На студеното зимско утро чешкиот председателски кандидат Јиржи Драгош топло беше примен кога пристигна во малиот град Клатој во јужниот дел на Бохемија. Драгош е професор по хемија и поранешен председател на Чешката академија на науките. На гласачите и нивните деца тој им ветува достоинствен стил и смирено, рационално донесување одлуки. Според него овие избори представуваат и своевидно одредување на местото на неговата земја во светот. Já se rozhodně nedívám směrem na východ. Já se dívám směrem na západ. Nakonec slavíme 100 let od založení Československa a to nám garantovali západní mocnosti, včetně Spojených států. Драгош вели дека руските тајни служби имаат интерес да го видат актуелниот председател Милош Земан реизбран за председател. Тој ги предупреди гласачите да се подготват на бараш тестови и лажни вести. Драгош веќе беше принуден да ги негира интернет приказните во кои се наведува дека тој бил масон, педофил или поранешен комунистички агент. Rusko se vměšovalo podle vyjádření amerických tajných služeb do amerických voleb, do voleb ve Francii, v Německu. Samozřejmě nedá se to přímo prokázat, ale všichni o tom vědí. Tak. Ale jaký zájem by měli tady v Česku? Ruská bezpečnostní doktrína říká, že největším nepřítelem Ruska je NATO. My jsme členem NATO, tak to má logiku. Чешкиот председател Милош Земан не одржа никакви кампањи и го одби нашето барање за интервју. Земан ги одржува блиските врски со Кремљ и постојано повикува на укинување на западните санкции против Русија поради својата агресија на Украина, оценувајќи дека и штетат на чешката економија. Кога дојде на гласање на првиот круг од изборите на 12 јануари, тој беше соочен со украинска топлес активистка. Тој од неговите помошници беше тргнат настрана и изгледаше изнемоштен. Следниот ден Земан дојде во партиското седиште за да прослави и да ги отврди гласините за неговото лошо здравје. A blahopřeji Jiřímu Drahošovi k hezkému druhému místu. Jsem stále mladý a stále plný sil a plný energie. Едно од последните церемониални дејства на Земан како председател пред вториот круг на гласањето беше да ја отклучи комората каде што се чува драгоцената круна и другиот кралски накид за да можат да и бидат прикажани на јавност. Круната на Свети Вацлав е символ на чешката државност, а председателот е еден од 7 главни носители на клучот, но единствениот кој може да реши да го изложи накитот. Чесите сега мора да решат дали Земан ќе задржи оваа моќ или ќе му ја предаде на неговиот противкандидат.